Ти благодарам Слободанка да станува збор за Скопскиот моден фестивал. Скопје Фешн фестивал, така нели официјално. Ива и Ангелина се нашите денешни гостинки. Добро јутро и на двете. Добро јутро, Иска. Станува збор за фестивал кој што беше викендов, се одржа викендов. По сите реакции на што можев да прочитам бил исклучително успешен, но јас сакам малку пред да преминеме на него, имаме и материјали кои што ќе ги погледнеме. Со оглед на време во невреме во кое што живееме, имаме можност секој утро да се дружиме и со гледачите, слушаме како живеат, владее без парица, некој едва крпи крај со крај и ретко кому му е до модата. Ќе рече сега зарем во вакви тешки времиња за модата ќе зборуваме, но малку да ја свртиме темата од друг агол, значи модата како оној дел од нас, од нашиот живот што постои за да ни го разубави секојдневието. Така? Апсолутно. Одлично кажано. Модата не е само скапо парче облека, туку тоа е присутна во нашиот живот, архитектура, уметност, па дури и во домаќинството. Каде се е присутна? Што представува? Што се представува модата? Одлично кажано, Искра. Пред се голема чест и задоволство е да се биде гостин во вашата емисија. Како што кажа, имавме доста успешен настан во услови нели какви што и самите живееме и самите сме дел, така да би морала единствено да се сложам дека и ние живееме во истата средина и сосема ни е јасно нели како се одбиваат работите. Ама поттикнати од истата причина дека едноставно човек не може да се препушти се да е црно и се да е безнадежно, туку треба да се фати за онаа нишка за идејата дека убавината утре ќе го спаси светот. Убавиот изглед, убавата мисла, убавото однесување, едноставно се правата насока за да ние самите се подобриме и тоа влијание го пренесеме и на другите. Има еден друг момент, а тоа е модата повлекува цел ланец зад себе и од други професии кои што живеат од и преку модата. Да не зборуваме за вработување во продажба, во конфекција. На тој начин еве и вашата фирма. Вие двете сте собственички на приватна фирма која што организира токму вакви настани. Така. Кој се е дел од тој голем ланец на модата? Искрено околу тоа кој се е во модата, сите сме, дали директно или индиректно поврзани во истото. Нашата фирма не се занимава само со модни работи, ама модата ни е љубов која што си ја имаме. И ние сите тројца што сме партнери, всушност тоа ни е на сите тројца заедничка точка. Така да кој се вклучен на нашите настани работат над 80 хонорарци кои што се ангажирани затоа што се работи за голем настан. Помош треба од сите страни, секој си има своја работа, не може да замениме никого. Значи стрикно ако збориме за настаните, а општо ако правиме муабет, секаде, како што кажавте, модата отвара премногу работни места. Едноставно не може без тоа. Човек мора да се облече, и моментално модата е толку брза, нема веќе таков квалитет како што има порано, така да константно сме изфорсирани да купуваме нови и нови работи. Мора ли да биде модата луксус? Прво кога ќе слушнеме мода, веднаш ќе помислуваме дека станува збор за нешто скапо, се пребројуваме, дали мора да е луксусна? Па не баш, дури мислам дека модата не е луксус, туку е потреба. Едноставно, многу е моментално поевтино да купиш ново парче модерно, него ли да купиш нешто што би било за класика, тоа повеќе кошта. Значи, Но ми спомена Ива кога зборувавме на телефонскиот разговор дека постои нова тенденција да наречам така. Наречена, сега ќе употребам странски израз, тоа е slow fashion. Му доаѓа во превод нешто како мода која трае, бавна мода, да. Буквално, па и ние се залагаме за такво концепирано работење и во сето оно што ние го создаваме преку Скопскиот моден фестивал. Во суштина, целата идеја лежи во тоа да се направи еден безвременски капсулен плакар на работи, мислам, сите сме возрастни и горе-долу остануваме во истата конфекцијска величина, работи кои што траат. Например, работи од типот на совршена бела кошула, одлични црни панталони, убаво скроено женско одело. Че тоа се тие работи кои што и денес ќе бидат модерни по 10, можеби и по 20 години.
Значи, целиот момент околу инволвирањето дизајнери и нивна промоција во нашето работење е создавање токму таа бавна мода, односно создавање на мода која што трае со години. Да, и на нашиот настан всушност тоа е поинтата, да ги промовираме дизајнерите. Значи, затоа што тогаш се работи за наш производ, во главно македонски дизајнери, имаме и странски, ама сепак гледаме да бидат од регионот. Да, така да фокусот е на наши дизајнери, македонско производство и поголем квалитет, него ли за другите работи што може да се најде по шопинг центрите. Да ја прашам гостинката, кога ги спомена нели нашите македонски дизајнери, дали се успешни кај нас и дали ние купуваме македонските производи што се однесува за гардеробата, за облеката и дали истите тие успеваат и надвор? Па, ако ме прашате мене, мислам дека не е доволно, еве, лично да зборам за женска мода. Македонската жена се фокусира на секојдневна квалитетна облека. Повеќе би потрошиле пари за свадба, што за мене тоа е апсурдно, кога подобро да бидам секој ден убаво облечена и квалитетна, него ли еден ден кога да се дотерам за свадба и да тој фустан после тоа да ми остане во плакар. Иако има дизајнери кај нас што работат со секојдневна облека. Мислам дека треба повеќе да се фокусираме и да ја поддржиме секојдневната мода, затоа што едноставно поубаво е кога секој ден ќе бидеш дотеран и облечен и ќе носиш квалитет на себе пред се. А од друга страна и цените на македонските дизајнери не се многу високи. Така да е жално што воопшто народот се плаши да праша за цена првично. Така. Мене ме интересира во однос на организирањето на вакви фестивали. Колку е значајно преку вакви фестивали вели гледаме да речеме во другите сфери, преку маратонот, да речеме, преку разни надпревари, да биде Македонија дел од светската мапа на конкретно во вашиот случај од модната сцена. Апсолутно, тоа е едно неописливо чувство. Значи за мал дел, еве да речеме во време трајање од тие 3 дена на нашиот фестивал, да се почувствуваш дека правиш нешто големо и дека можеш да помислиш и да замислиш дека си рамо до рамо со големите нели во светот. Во секој случај, јас сум во индустријата на организирање на настани повеќе од 10 години. Мислам дека сум видела се и се што преку настани во Брисел, Ангелина доста и мислам преку други фирми кај што работевме, има организирани настани во Америка. Јас претежно во Европа бев фокусирана, во регионот во Скопје веќе нели незнаен број на настани, али кога создаваш нешто свое, значи добива сосема друга димензија. Си постојат одредени недостатоци во самото функционирање, нели, човечки фактор, доцнења, сето тоа, али сето тоа го прави, нели, големото, го прави да биде значајно и да има големо влијание. Да, но еве да речеме, еве конкретно вашиот фестивал траеше 3 дена. И тие 3 дена веројатно сме биле важни. Сме имале некој месеци. Како да бидеме константно, да имаме некој свое значајно место? Преку се повеќе вакви настани, значи инволвирање на повеќе сфери од постоењето, убаво е што го спомена нели маратонот, имаме прекрасни настани кои што се домашно производство, имаме прекрасни настани кои што се дел од одредени франшизи, едноставно само треба да ги препознаеме, да им го дадеме доволниот кредибилитет и да ги правиме, можеби не секој ден, али барем секоја недела. Ајде сега да преминеме на она за кое што сте овде дојдени. Обично при гостувањата се најавува нешто. Јас лично мислам дека има повеќе ефекти од како ќе завршат, како ќе слегнат сите емоции, да изанализираме. Ајде да почнеме од вашиот личен впечаток. Трет пат поред се одржа, 3 дена траеше. Вашиот личен впечаток каков е? Задоволни? Лична оценка е. Да, од кога помина се сме задоволни, ама додека трае, мислам дека секоја сезона е уште еднаш никогаш. Ама треба барем малку време да помине и да помине да се заборават сите тие негативни моменти што мислиш дека се случуваат во самата ситуација. Да, но не додека трае самиот фестивал 3 дена, туку предпоставувам и до период пред тоа, кога се треба да се склопи. 2 недели пред и тие 3 дена додека трае, поготово тие 3 дена, мислам дека едноставно ако може да не се појавам да настанам би ми било многу убаво, а од друга страна и си има и своја убавина и самиот настан, и самиот стрес и тоа адреналин што го носи и сепак е настан за нешто убаво се среќаваме сите таму. Така да мислам дека треба и почесто да биде.
Ама од кога ќе пројде настанот? 3 дена траеше, се започна со имаме ние материјали, да, веќе почна, се започна со ревијата на Елена Лука. Што се следеше, како беше понатаму. И знам дека има и странски дизајнери, само од регионот или малку и пошироко? Па не, оваа сезона имавме од Косово и од Србија дизајнери само. Значи во претходните имавме од Словенија, од Грција. Да, гледаме да понудиме и разноликост. Се трудиме да бидат сепак од регионот дизајнери, за да може нашите всушност потенцијални купувачи да има никаков фидбек и самите дизајнери. Апсолутно. Елена Лука беше наш специјален гостин, го отвори модното шоу. И покрај неа учествува и доста други дизајнери етаблирани кај нас, како Ивана Кнесни беше гостин, Бошко Јаковлевиќ, познатиот српски водител, манекен дизајнер, така да му даде тоа и дополнителна рекогниција на самиот настан. Така да во суштина секој ден на самата програма нудеше големо искуство, голема понуда и верувам дека секој што можеше да биде. Имавме етаблирани имиња, имавме студенти исто Да, така. Да, секогаш сакаме да дадеме шанса. Нови надежи, иднината е во нив, така? Да, секогаш избираме нов универзитет кој што ќе учествува на настанот за да може да се прикаже и нивната работа. Оваа година кој беше тоа? Балкан Универзити. И тоа колку што видов, голема бројка на студенти. Да, 11 студенти беа и можам да кажам дека беа прекрасни сите. Да, навистина беа прекрасни. Рамо до рамо со останатите. Она што прочитав дека имало илјадници посетители, тоа значи голем интерес. Голем интерес. Сега не е убаво да се издвои некој, но сепак морам да ве прашам зашто имаше најголем интерес. Па неблагодарно е да се издвои, меѓутоа Добро, може дипломатски да се одговори. Да, апсолутно. Секоја вечер си имаше дизајнерите си имаа своја публика. Секоја вечер си имаше на свое место онолку број на луѓе и морам да потенцирам во период кога во Скопје се случува множество од настани, да, пошто беше и Белата ноќ беше Белата така. ноќ, Да, и ние ние бевме дел. во програмата Ние на Бела бевме ноќ. дел. Заедно со нив. Точно, во саботата, нашето шоу во сабота беше дел од Бела ноќ. Имаше доста настани дневни, вечерни, така да беше една позитивна културна трка каде ќе одат луѓето тој викенд, ама мислам дека на крајот мислам и дефиницијата на успешен настан е никој да не види што се случува позадина, да се видат само убавите работи. А се поднаучи малку нашата публика да се однесува на овие настани? Па, затоа што е уште се работи на процесот, ама има доста подобрување. Беше дефинирано како културно забавна манифестација. Имаше и забавен дел, пропратно, исто така и етаблирани и нови музички имиња. Така, па овогодинешното издание на Скопје Fashion Festival Powered by Државна лотарија сакаше да даде и друга димензија на самиот настан, затоа што сепак сме поканивме фестивал. Сепак сме фестивал. Ја славиме модата, ама и Преку преку други мода. уметности, И преку нели? други уметности. Имавме музички дел со кој што ја збогативме нашата програма, нови и веќе познати имиња беа дел од самото шоу. Ни беше специјален гостин овогодинешната представничка на Детска Евровизија, Тамара Груеска, со која што ќе соработуваме и ние и понатаму. Така да беше тоа еден убав чин кој што го презентиравме таму. Другите гости нормално си придонесоа со своето пеење и забава, така да беше во суштина многу убаво. Вие бевте манекенки или не? Затоа што вака... Ангелина. Да? Се уште работам, веќе 12 години работам како модел. Можам да кажам дека тоа ми остана хоби и љубов покрај што имаме и наш бренд моден и за возрастни и за мали девојчиња. Дополнително и маркетинг агенцијата што си ја водиме, што си имаме наши приватни клиенти покрај настанот, што организираме. Да, се уште си работам како модел, некако си ми остана тоа љубов што уште уште сакам кога вреди да се оди со добар тим, со добра екипа, добар едиторијал или реклама. Сега, откако ова заврши, предпоставам се прво сакате малку да одморите, но што е веќе следно? Па искрено не одмараме. Не? Да, немаме ни еден слободен ден после саботата. На манекинките им треба beauty sleep малку, да, нели? Шминка покрај. Добре, шминка покрај. Не секогаш. Веќе работиме на нови настани, можеме да се пофалиме дека наредна година ќе имаме нови изданија на истиот настан, нов настан што ќе биде лично наш
и приклучување и превземање на други настани кои што се веќе постоечки. Апсолутно, покрај продолжување на тековните проекти кои што веќе ги имаме преку нашата маркетинг агенција.